Повторно сме назад во студио 1 и го продолжуваме забавниот дел. По колегите од Шоубиз следува блокот Мода и тука е колегата Сергеј Варошлија. Сергеј, добре дојде и пошто вчера ти беше роден ден, Така е. најави дека ќе го прославиш на свој својствен начин и прославиш. како си помина на балет? На балет како си поминав? Па мислам дека, не мислам, него на балет си пројдов одлично, а поготово кога сум со тебе у друштво, кога одиме заедно на балет, си проаѓаме се како и секогаш добро, само што никако да се договориме кој е белиот, кој е црниот лебед. На балет, да. На балет, тоа е. Продолжи, повели. Благодарам да продолжам, фала ти. За денеска имаме една нова модна тема. Само сакам да ви дадам една мала увертира за што станува збор. Значи, станува збор за студентите од Институтот за дизајн и инженеринг на облека при Технолошко-металуршкиот факултет. Темата им е новиот бран или Ноел Ваг, период кој во француската кинематографија во златните 50 и 60 години беше тема и на која оваа година твореа студентите од истиот горе споменат институт. Воедно, тоа е насловот на годинешната ревија која се одржа неодамна. Ако новиот бран е период кој се спротивставува на традицијата, особено изразен во кинематографијата и начинот на кој се снимаат филмовите, но и промени во начинот на облекување и дотерување, а воедно покажување на желбата за промена на општеството, студентите имаа можност да покажат како се тие инспирирани од оваа тема. Хајде да видиме како новиот бран студентите на Институт за технолошко го доживеале новиот бран и како они во 21. век се потрудиле да го имплементираат тоа за да биде тековно, трендовски и модерно. Да напоменам, станува збор за институт технолошки, кој треба да знаеме што тоа подразбира. А темата им е многу сериозна. Сега, тука јас гледам дизајн, меѓутоа не гледам ништо технолошки. Не можам, веројатно се многу креативни деца кои допрва треба да добијат вистинска насока, да се самореализираат на тема дизајн, на тема технологија, на тема имплементирање на истата во дизајнот, што е секаде во светот тренд, меѓутоа треба да се направи на вистински начин. Сега нема да го коментирам тој момент, ќе го коментирам моментот новиот бран, кинематографијата, француската, односно кинематографија, имплементирањето на истата тековно во 21. век. Имаме два модела. Кај моделот со тегет блузичето и сукничето, скоро и да немам никаква замерка, освен што се тие цветчиња тамо ставени без никаква причина. Тоа мене ми личи како модел кој што сукниче кој само треба да пополни простор. За девојката до неизе не е лошо. Не можам некако како да не лежи добро, како да не е добро. Највеќе од овие фотографии. Колаш на Еден ТВ, промоции, провокации, интеракции, видеоспотови, бизнис и забава, нови и веќе постоечки музички звезди. Се она што пропуштивте изминатата недела во Шоубиз на Еден ТВ. И овој викенд бидете со нас. Јас се извинувам, драги гледачи, со далинското, веројатно преку трансферзала у режија со ден уклучивме промо. Меѓутоа, ќе се навратиме повторно на темата, односно на новиот модниот бран. Одиме со фотографијата број 2. Ова е фотографијата што веќе ја прокоментирав, така е, ова е втората фотографија. Повторно јас тука
сакам да бидам детален и да ме разберете, и не сакам да се навредат децата кои го склопувале ова. Не знам за колку деца станува збор и како и зошто. Меѓутоа повторно јас тука не гледам никаква иновација, нити никаков си моден бранд. Од едната страна ми се допаѓа тој горен топ, тие панталони доле се многу досадни, а тој кетсјут од оваа страна или тоа одело ми е буквално повторно некако без поента и ми е нефункционално. А каков нов бран е ова? Ова е бран у 80-ти години, што се случило. Ова е бран за шетање на пристаниште во Охрид или во Струга евентуално. Каква иновација имаме тука технолошка на институт за технолошко моден развој, раст, дизајн. Што е со блузичево? Вака се облакаа моите тетки со вакво бело блузиче некаде 80-90 години. Не гледам тука никаква иновација, нити во дизајн, нити во технологија. А за халинчето за на пристаниште, супер фино парче, меѓутоа далеку од модно и далеку за вакво представување. Мислам, не гледам ништо со нов бран. И француска кинематографија, и имплементирање на технологија, и институт, и тоа се сериозни теми и зборови. Аха. Добро, имаме беж Бетмен, односно, да, Бетвумен. Шега на страна, ми се допаѓа тоа парче на првата фотографија и повторно ќе кажам како да нешто не е во ред со изработката и као идејно решение, и доколку овој материјал е технолошки напреден, така како што треба да биде, не е лошо издизајниран, би можел да пројде, а од другата страна многу ми се допаѓа наметката, капутот, дизајнот, дизајнерското решение, не ми се допаѓа подработ доле, заради тоа што е пресвлечено, се гледа доле порабениот дел, така да веројатно требале да обрнат внимание малку повеќе на тоа. И да, колорот е во мода, меѓутоа тука малку како да е... Добро, деца се ќе научат, се надевам има кој да ги учи. Сега, веројатно овие се едни од подобрите парчиња. Ми се допаѓа првата фотографија, ми се допаѓа тој црн минималистички костим кој е разбиен со тој појас корсет. Повторно ништо иновативно, ништо ново, ништо што треба да ја повлече темата нов бран во модата. Втората варијанта, црвеното, е трендинг, компонирано со таа чипка, изгледа добро, меѓутоа, така е половично. И ова последното дури релативно досадно. Сега ќе ми пукне душата. Каков нов бран е ова? Каков нов бран е ова? Ова е веројатно најнефункционалната и најдосадната модна комбинација, која што само пополнува место на кога се случуваат модни реви. Вакви парчиња се пуштаат, ако ви фали нешто за во колекција, па пуштате ваква некоја си ситуација која што е недефинирана, кроено, откроено, нефункционално е тоа рамо, зашто се тие линии такви Не знам кој би сакал да изгледа вака, поготово во колор помаранџа. За мене помаранџастата боја е многу смела боја и треба да сте многу посебни впечатливи за да може да си дозволите да ја носите. Меѓутоа, у ваква варијанта, ниту помаранџастото, ниту сивото едноставно немаат функција, а плюс материјалите изгледат како да се направени од чаршаф. Па да видиме на кој да се јавиме. Ајде да се јавиме на Анџелина. How quaint. Им се смее. Па, веројатно Анџелина Џоли, ова не. Идеме следно. Да, тоа е, ова Анџелина рече не. Јас си го дадов моето ава, Каков нов бран? Каков Нуел Ваг? Каква француска кинематографија е ова? Какви се тие материјали, какви се тие дизајни? Флорално фустанче со
хеланки доле, повторно необјаснето, недефинирано што е тоа околу вратот, какви се тие везеници, реденици, тој ракав. Значи, гледам јас од каде некаде трга таа идеја, познат ми е, повторно ќе кажам, тој бранд, меѓутоа не ми е познат во вакво дизајнерско решение. Може би грешам, ретко тоа го правам, али за тоа ќе се јавиме на Мадона овој пат. Екстра трошок. Дали у Лисабон, дали у Њу Јорк. Не е добро. Она е дел од тој нов бранд. Она многу добро знае што значи нов бранд. Ова не е тоа. Леле. Леле. Што е со прво фустанче? Каков нов бранд е од тоа? Што е со тоа фустанче што не знаеш дали е огин, дали што боја е, што е со тие парчиња што висат надоле, зошто тоа така, каков е тој материјал. Се ова ми личи дека е изработено од некои си полуквази лоши материјали. Можда фотографијата е лоша, меѓутоа како дизајнерско парче од Институт технолошки за дизајн на тема нов бранд, па ова е првото е сериозно модна катастрофа. Средниот костим ми се допаѓа и веројатно од сега што видов е еден од најфункционалните кој што може да се стави во концепт на 21 век и да биде износен, како што беше представена колекцијата, дека секој парче е носливо. Јас не видов до сега ништо носливо, тоа се многу мали детали. Средното парче е дефинитивно носливо и за тоа ќе дадам една одлична оценка. А што е со третото парче? Дали третото парче е врати баби джемпер? Што е со третото парче? Тегер така кошулче, исто за шетање некде покрај кеј, покрај река можда, па не е ни за покрај море, со некои си везови, тука реденици. Што е со косиве, што е со мејкапот, као нешто сме природни, као да, мејкапот е корективна алатка и треба да изгледате природно, меѓутоа тука нема функција ништо со ништо. Третата комбинација, тегет на крајот, изгледа тотално досадно. И да се јавам на Мерлин Монро. Не може тоа така. Тоа е Институт за технологија, вака не. Леле, само првата комбинација, тоа што е сивото, нијанси на сиво со таа црна сукња изгледа малку како да... Изгледа малку светски. Меѓутоа, тоа е некој футуристички концепт, кој ќе го тргнам на страна. И е изгледа солидно. А што е со овие другиве две? Повторно, какви се овие технолошки материјали? Што ткаенини се тие што изгледаат вака лошо? Што е со колоров? Повторно, колорот е утрен, меѓутоа тука е вметнат во многу лош концепт, во многу лош дизајн. И што е кај третата комбинација, демек, ова тука везеница, чипкано нешто, гобленима на врат, за да ја одговара со панталоните. Ајме, мајко свет. Ај, не. Дај пак да вртиме. По ваш избор режија правете трошок или пуштете ги сите три. Не е добро. Активна работа. Леле, ова сус не. How quaint. Е quaint. Мислам дека немаме повеќе фотографии за денеска, така да не сакам децата да ме сватат погрешно што го издизајнирале ова. Они допрва треба да напредуваат, меѓутоа треба да ја сватат идејата и треба да го сватат напредокот на технологијата и имплементирањето на истата во модата, поготово ако станува збор за така наречен институт. Таму треба да има луѓе кои ќе ги канализираат во вистинска насока за тие деца да може да бидат креативни и да го дадат најдоброто од себе, а не тоа да личи на една модна импровизација. Не викам дека имаше скрос лоши парчиња, имаше некои добри моменти, меѓутоа повеќето беа некако што треба да бидат. Има и многу други делови од оваа колекција, така да нив ќе ги проследиме утре.
од мене за денеска во Студио 1. Ке се одјавам, се гледаме утре повторно во истиот термин.